Колегата пред мене се повика на членот 17 и тој јасно кажува кој е надлежен. Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетски прашања и впрочем во извештајот подписничката, господја Шахпаска, се повикува на тој член, ама заборавила дека таа е председателка на верификационата, а не на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетски прашања. Но да ставиме тоа. Прво, јас ве замолувам во иднина да доаѓате на време. Не се случило да не доцните речиси 1 час. Молам за почит кон пратениците. Во парламентарното право вели дека прв доаѓа спикерот, председателот на собранието, за да не собере околу него. Второ, ве замолувам, бидејќи се повикувате на процесот Жан Моне, да ги свртите сите деловници и да видите дека председател на собрание не коментира дискусии на пратеници. Трето, во историјата на парламентарната демократија, освен ако не ја рачунате онаа вашата од 2016 година, не се случило да имате 3 дена за читање на програма на влада и да дојдете подготвени и во името на граѓаните да дискутирате и да гласате. Едниот ден од 3 беше празник. Четврто, членот 68 став 1 од деловникот вели дека барем 10 дена треба да имаме пред било која точка да се најде на дневниот ред. Ова беше брза, итна, под наводници непарламентарна демократија, а знаеме како завршуваат тие. За мене не може избор на влада да биде точка што бара итно свикување на седница. Понатаму, ние, како пратеници, имаме право на неделен одмор. Тоа ни го гарантира законот. Ние, како пратеници, имаме право на годишен одмор. Ништо од тоа не беше. Се повикавте на процедурата. Вие, господине, вие сте господар на постапката, но ве молам, значи, ова доцнење, ова брзање, резултат на вашето непостапување, а не на нашето пратеничко, бидејќи еве ние и во сабота и во недела дојдовме овде и ве молам да не третирате како послушни војници, оти вие не може да бидете парламентарен командант, туку председател на собрание. Благодарам.